Се уште немаме потврда за таа средба со председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, меѓутоа американскиот заменик помошник државен секретар за европски и евроазиски прашања Хојд Брајан И, кој што е во дводневна посета на Република Македонија и според неговата агенда денеска треба да оствари средба со сите четворица лидери потписници на договорот од Пржино. Досега се сретна со председателот на Демократската партија на албанците Мендух Тачи, а средбата со лидерот на СДСМ Зоран Заев, која што првично требаше да се случи напладне, беше одложена најверојатно поради свиканата седница на Собранието на Република Македонија за попладнево во 16 часот. Во моментов Хојд Брајан И е на средба со лидерот на СДСМ Зоран Заев овде во седиштето на Социјалдемократскиот сојуз, од каде повторно ќе се врати во американската амбасада, каде што пак во 16 часот треба да се сретне со лидерот на ДУИ Али Ахмети. Претходно, како што кажав, исто така во американската амбасада во Скопје, заменикот на Викторија Нуланд оствари средба, получасовна средба со лидерот на ДПА Мендух Тачи. Тачи по средбата даде изјава за медиумите и порача дека оваа одлука на Уставниот суд и свикувањето на собранието предизвикала најголемо гадење кај него во неговата досегашна политичка кариера. Тачи рече дека институциите треба да се стават во функција, меѓутоа со договор на сите политички партии, а не вака како што рече со желба на ВМРО, ДПМН и на ДУИ да останат на власт. Тачи порача дека Македонија е среќна што го има Западот, кој што сака да посредува за излез од оваа политичка криза, која што инаку би била самоубиствена. Да погледнеме дел од изјавата на лидерот на Демократската партија на албанците. Во мојата политичка кариера немат произведено политичко гадење од оваа одлука на Уставниот суд. Да не бидеме преголеми оптимисти, зад оваа одлука стои договорот помеѓу ВМРО и ДУИ. Зад оваа одлука стои ставот на ДУИ и на ВМРО во тие тешки мачни преговори што ги имаве после прошлата недела, дека после оваа одлука би треба да се врати старото владење на ВМРО и на ДУИ. Тоа нема никаква логика. Мислам дека треба итно да започнат преговорите и сите заедно, четирите политички партии, да донесеме заеднички одлуки. По денешните средби со, како што кажав, четворицата лидери потписници на договорот од Пржино, американскиот заменик помошник државен секретар за европски и евразиски прашања Хојд Брајан И за утре има најавено, за утре напладне има најавено изјава за медиумите во кое што очекуваме да ги пренесе неговите пораки до политичките лидери во земјава и секако впечатоците од средбите до јавноста. Потоа, како што е неофицијално најавено, германскиот специјален пратеник Јоханес Хајндел утре попладне би требало да пристигне во Република Македонија, кој најверојатно и Хајндел повторно ќе оствари средби со политичките лидери, откако минатата недела имаше така наречена запознавачка средба со ситуацијата, по која Хајндел тогаш не даде изјава за медиумите, само преку пишана изјава која што ја лиферуваше германската амбасада, порача дека времето е кратко и дека сите партии мора да вложат напори за да се реализираат потребните реформи. Видливо е зголемувањето на ангажманот на меѓународната заедница за посредување за излез од оваа политичка криза во Република Македонија, особено во оваа втора половина од неделава и крајот на минатата недела, нели по посетата на Хајндел. Денеска и утре овде е американскиот заменик помошник државен секретар, утре исто така би требало да пристигне и Хајндел, за што очекуваме и официјална потврда. Најверојатно Хајндел средбите со политичките лидери ќе ги има во петок, меѓутоа тоа останува да се дефинира и да видиме со какви исходи и резултати ќе завршат овие посети и на германскиот специјален пратеник, исто така и на заменикот на Викторија Нуланд, откако видовме дека при последната посета на Хајндел, иако тој ја најави како запознавачка со партиите, сепак имаше некои придвижувања како свикувањето на собранието, одлуката на Уставниот суд.